Така е, во 9 часот и 12 минути време е да посветиме еден слот на она што го нарекуваме здрав живот со доктор Митов. Доктор Митов, денеска го имаме на телефон. Добро утро, доктор Митов. Добро утро, добро утро. Се надевам дека здравиот живот и кај вас се одвива тековно и дека се е во ред, бидејќи мислам дека и вакцините поминаа, нели? Да, со минимални ефекти, во смисол нели реакции, но сега веќе што се вели може и за некоја недела да ви се вратам во студио. Ќе ни биде задоволство тоа секогаш. И мислам дека е така и планирано, веројатно уште идната недела ќе работиме повеќе на дистанца, а потоа ќе почнеме да ги каниме нашите гости се повеќе во студио, иако и денови се обидуваме да имаме соговорници и во живо во студио. Доктор Митов, често зборуваме за и низ овие емисии за концептите за здрав живот и здрава исхрана. Тоа е, морам да кажам, малку и една веќе стана вообичаена тема во последниве години, би рекол можеби последниве десетина години. Концептите за здрав живот се пробиваат се повеќе и луѓето стануваат свесни за тоа дека со исправен начин на исхрана се продолжуваат и животните години. Има ли разлика во различни концепти околу тоа што е здрава исхрана? Прво да прашам, бидејќи сепак може да видиме цело едно море на разноразни совети, те ова, те она, вака да се јаде, да не се јаде, некојаш се концептите испротивставени, морам да признам. Да. Знаете, тука е најлесно е човек да се изгуби во оваа море. Мислам дека нема друга област која што толку многу е форсирана, бидејќи под постои страшно голем интерес, луѓето се интересираат за оваа област, но под Б нема некој историјат на кристално јасна наука. Бидејќи медицината до пред 15 на 20 години за жал би рекол дека овој дел од медицината де факто си го имаше самата запоставено и беше препуштен на разни гранични медицински области, па дури да речеме пред 20 на години алтернативна медицина се сметаше дека е начинот на исхрана и тие работи. И се уште во психата на голем дел од лекарите има еден начин на подценување на начинот на живот. Иако тоа драматично брзо се менува. Но од оваа генеза, како последица на оваа генеза, ние дојдовме во ситуација во областа посветена на здравиот начин на исхрана да има толку многу разногласие и просто прва виолина да не биде науката, туку да бидат разноразни книги од луѓе кои што не се лекари. Пример еден би дал, нели, како пред 30 на години се појави книгата на авторот Анджело за исхрана по крвни групи. И кини са тоа по светот. Почнаа луѓето да мислат дека треба да се храниме според соодветната крвна група, што испадна дека апсолутна измислица, но дојдовме до една ситуација на големо разногласие. Сепак има едно нешто кое што цело време како фон оди во позадина, а тоа е дека медитеранскиот начин на исхрана по сите научни студии континуирано и конзистентно се покажува како најдобар начин на исхрана. Дали ги гледаме епидемиолошките студии во Шпанија, во Италија, во Грција и другите земји, или пак ги гледаме препораките на кардиолошките здруженија. Говориме за состојби во светот или за нашиот регион, за можеби европско или овој медитерански регион? Европско-американска, да речеме, некој да речеме цивилизацијски дел. Бидејќи ние ценам дека тука и припаѓаме. Што се главните карактеристики на медитеранската кујна или на медитеранскиот, да кажам, тој начин на исхрана? Знаете, бидејќи ќе го слушне човек зборот медитерански и ние веднаш мислиме риба, школки, ракчиња и одма некоја перцепција ни е дека тоа е се нешто морско. Меѓутоа не е така. Медитеранскиот начин на исхрана е многу сличен до нашиот со три разлики. Значи, ако ја земете македонската класична кујна, традиционална, три работи треба човек само да смени за да премине во чиста медитеранска. Прво, има помалку тесто во класичната медитеранска, значи ние јадеме многу повеќе теста. Второ, млечните производи се присутни и во медитеранската, меѓутоа кај нас се многу присутни. Пред се мислам на сирење и на кашкавал. Значи, тоа е второто што го претеруваме. И третото кое што го претеруваме во однос на медитеранската исхрана е фреквенцијата на јадење месо на неделно и месечно ниво.
фактички тие три работи, ако човек во Македонија само ги коригира, помалку тесто, помалку млечни производи и помалку месо, не месо секој ден како што имаме ние навика, де факто сте добиле медитеранска исхрана. Бидејќи таа е, како и нашата традиционална, базирана на многу овошје, многу зеленчук, интегрални тестенини присутни, месото еднаш неделно до еднаш месечно, рибата 2 пати неделно. Де факто ќе видите дека се отвара еден начин на исхрана кој што и не ни се чини толку далечен. А кога човек ќе ги разгледа аспектите македонец, за кратко време коментарот е па ова не е многу страно и многу далеко од нашата исхрана. Тоа е тоа. Значи Доктор Митов, кујните се резултат на и тоа во историска смисла се разбира, се резултат на општествени, на социјални случувања, се резултат на климата, се резултат на поднебието, географијата и тие во принцип не се измислени случајно, ниту се донесени негдека накалемени под присила, туку се резултат на она како се живее во одредени региони. Тоа значи дека менувањето на начинот на исхраната бара одредено време, бидејќи се работи за промени кои што се врзани со, би рекол, во најширока смисла на зборот, со културата на живењето. Колку време е всушност потребно за да се промени начинот на исхрана? Ви имате големо искуство. Што тоа значи? Може ли тоа со некаква поединечна одлука да се прави или сепак бари некаков општествен ангажман, барем на ниво на она што е понуда на пазарите, исхрана на децата низ училишните кујни и така натаму. За што станува збор? Видете, процесот е, прво е процес. Значи, прво сакам да нагласам дека е процес. Значи, кажувајќи процес, сакам да кажам дека треба време и треба свесен напор, структуриран. Тоа е првата карактеристика. И понатаму се дели на индивидуален процес и на колективен или општествен. Многу интересно е тоа, например, што го кажавте во однос на дали некоја храна е достапна. Например, и јас многу сакам да го користам и го ценам кељот. Кељ, многумина дури ќе кажат, што е тоа кељ, нели ќе бидат под импресија дека пак е некој од овие новите современи храни. Тоа е нели налик на зелка. Меѓутоа, кељот е автохтона медитеранска храна, особено присутна кај нас, присутна во исхраната на римјаните, на старите грци, запишана. И денес е искоренета. И сега ние пак треба да ја вратиме на еден начин храна која што ни била како зелката де факто, од тие сродна нели на зелката, толку сакам да речам, еве овие процеси како се може и нешто и да биде дел од исхраната. Се разбира. Морам да кажам да ви упаднам на времето кога руколата стана модерна, да кажем, во оваа кујна овдека пред 10-15 години. Една моја стрина од Прилеп ми викаше: "Бе синко, ние оваа треба ја дававме на магарињата за хранење, а сега го се продава поскапо од зелката на пазарите." Може би и тоа, тие постојат околу нас, ама просто не ги забележуваме или не ги користиме во исхраната. Тоа е точно. Например, грчката кујна многу е позната по тоа дека користат, така да речам, треви. Нешто што расте, особено крит, например. Бидејќи медитеранската ми е од посебен интерес и грчката е една од поважните медитерански кујни. И ние сме под многу силно влијание, например, или на грчката или на турската. Многумина, нели, ако се бунат, ќе речат: "Абе, кај во Македонија медитеранска храна?" Па турската е медитеранска исхрана. И толку наших јадења де факто се или турски или грчки. Но тој тренд сега веќе од индивидуално ниво гледам како почува и на колективно, на општествено ниво. Сега веќе има училиште, има градинки, каде што се прави иницијатива, каде што има желба да се помести начинот на исхрана кон поздравата. Децата се учат и прифаќаат. Значи, дури ако нема дома нешто видено, нели не било храна дома, меѓутоа во училиштето ако бидат изложени, во градинката ако бидат изложени на таа храна, ќе ја прифатат. И води ли државата сметка за тоа? Вие сте били дел од советодавниот апарат во владата. Дали се водат политики кои што ќе се замешаат просто во начинот на исхраната на децата, или тоа се уште се остава како еден аспект кој што и не е толку важен? Повеќе се занимаваме со дигитализација на учебници и така натаму, а ова не сум сигурен дали е помалку важно од тоа. Знаете, мислам дека е изворедно важно, не дека само е моја област, ќе се согласат сите што ме слушаат. Важно е ова да има фокус на овој важен дел. Се фокусираме, но кампањски. Например, пред 5 години се отвори правилникот и сега се направи подобар правилник. Но завршија работите на тој еден правилник во МОН.
во Министерството за образование и наука. Треба континуирана грижа. Сега тука веќе е многу сведено и до ниво на самите директори на градинки, директори на училишта. Значи... нема да го заборавам мирисот на пржени лепчиња секој вторник, ако не се лажам. Да. Кога јас ги носев децата во градинки, целата улица овдека во центар ми несеше да пржени лепчиња, а не сум сигурен дали се тие баш најздравите, ама се секако едни повкусните. Доктор Митов, сакам да ве прашам, гледам дека е сега модерен и еден друг тренд, значи не само консултирање околу овие нови векуини и така натаму, туку интервентни, така наречени детоксификативни менија кои што траат недела две и така. Каков е вашиот став? Има ли препорака за тој вид на интервенција во исхраната? Знаете како, детоксикација се врши самиот организам. Тоа е најбитната работа што мораме да ја кристализираме од почеток. Црниот дроб е тој што ја врши детоксификацијата во нашето тело. И тоа мора да се каже од старт. Детокс е можен само ако ние му олесниме на нашето тело одреден краток период, неколку дена, недела, две, во смисол како му олесниме? Му олесниме, не внесуваме заситени масти, не внесуваме било што преработено, премногу препроцесирано и просто на природните механизми кои што веќе се случуваат во нашето тело, да им дадеме простор да земаат залет и да го направат тој процес на детоксификација. Така што тука некои се многу како да речеме, луѓе одма повнимателни ке речат, ама тоа е дел од тие моди на детоксикација. Не, значи да не одиме во таа крајност, но сепак постои вистина во тоа дека нашето тело го има тој капацитет да се детоксифицира и ние можеме да му помогнеме во тој процес и сето тоа да не биде во рамки на некои не знам какви моди и трендови, туку едноставно да му дадеме една оддишка на нашиот организам недела две преку некои построги режими со цел да му помогнеме и побрзо да ги намалиме малку килограмите во тој период и полесно да се почувствуваме. Некогаш тој пуш, би рекол на англиски, тоа потурнување делува многу позитивно на луѓето. И затоа не би го отфрлил. Доктор Митов, за крај да ве прашам, сепак на крајот се сведува целиот разговор за менување на животниот стил, се разбира, бидејќи исхраната е еден од тие елементи, еден од значајните. Јас морам да ви кажам дека на мојата семејна софра, бидејќи седат различни генерации, многубројни членови на масата, морам да ви кажам дека се поретко наоѓаме мени што на сите ќе им се допадне. Мојот животен стил е поинаков од ова на децата, па сега и внуци и така натаму. Всушност, има ли исхрана која што е генерацијски карактеристична, има ли, како да кажем, период кога човек треба да дигне раци или напротив да влезе во овој тип на здраво исхранување кој вие го препорачувате? Јас препорачувам постепена адаптација. Значи, сега знам како би реагирале вие, јас да ви кажам за ручек нешто киноа, амарант, некои такви работи. Би реагирале, да. Мала провокација. Но, еве, доказ дека не ви поминам. Ама знам и вие како би реагирале ако ме викнам на ракиички и салата после следното дружење во студио. Да. Сакам да речем такви постепени промени. Дали првин човек ќе каже еден ден во неделата ќе биде вака, а не било порано така. Или 2 дена во неделата ќе ја направи промената. Многу е важно тука да не се прават некои нагли, одсечни промени, бидејќи потоа човек ќе го вратат назад и ќе му створат одбивност кон цел процес на промена. А тоа е поголема штета. Да. Тоа е поголемата штета. Затоа, без форсирање постепено. Така е, доктор Александар Митов, секогаш заговорник на умерени промени, бидејќи и јас и тој знаеме дека наглите можат да дадат дури и контраефекти. Доктор Митов, благодарам, еве да се договориме, можеби веќе следната недела и во живо овдека да се видиме, па и да се посмееме, не по телефон и на Zoom. Така е. Туку во студио. Јас благодарам за ова вклучување.